Цивил медија. Во пресрет на претседателските избори, прашањето за избирачкиот список често се доведува во врска со пописот. Значи, дали и како се поврзани избирачкиот список и пописот на населението? Постојано се поставува прашање и од јавноста, па и од одредени, да речем, стручни лица, едно друго, па и од владените институции или од собранието во однос на споредливост на податоците кои што се стават во функција на попис, се знаеме колку сме, што сме, какви сме, каде сме, и во однос на избирачкиот список. За избирачкиот список постои закон. И пред малку реков, за пописот постои закон. Од тој аспект е, пописот и избирачкиот список не се во функција еден со друг. Само одредени моменти. Избирачкиот список се прави од државјани на Република Македонија со возраст над 18 години. Значи, сите оние кои што имат наполнете 18 години. Во пописот се пребираат податоци за севкупното население во земјава, и таму стои една дефиниција, и тоа морам да ви го потенцирам, каде што се вели дека во пописот граѓанинот може да биде попишан еднаш и само еднаш, за да не дојде до дупло попишување или двојно попишување. Од тука произлегува заради споредбата на влијанието на пописот и на избирачкиот список, е присутно и тоа. Државјани на Република Македонија со право на глас над 18 години. Државјани на Република Македонија има ширум светот. Прво треба да ги знаеме каде се. Одговорно стојам и тврдам дека во изминативе години, назад да не кажам со децении, недоволно се знае колку имаме државјани на Република Македонија надвор од државата. Второ, заради споредбата пописи и избори вкрстување на податоци, во избирачкиот список има секогаш поголем број на државјани на таа одредена возраст отколку во пописот. Зашто? Затоа што според дефиницијата за попис, вкупно население е вообичаено население кое што живее во Република Македонија. Население покрај она што е во Република Македонија на домашно, да речем, и странски државјани кои што се присутни во земјава над една година. И тоа го сочинува вкупното население во земјава. Во сето тоа е население кое што е надвор од земјава на 12 месеци, а тоа беше едно дефиницијата и за пропаста на пописот 2011 година, е население кое што не влегува во вкупно население во земја во попис. Тоа население се попишува над 12 месеци надвор од земјава во земјата каде што престојува. Ние согласно законот за странци ги опфаќаме сите странци во земјава кои што се над 12 месеци. И нашите државјани кои што се наоѓаат надвор од земјава над 12 месеци влегуваат во земјата каде што се наоѓаат на работа или школување или по било кој основ. Од тука произлегува со овие вкрстени работи дека граѓанинот може да биде опфатен еднаш и само еднаш за да не дуплирање. Што ако тие по проценките на Светска банка 600.000 иселени државјани на Република Македонија се во странство? Се попишат и во странство и во земјава. Или се попишат во поедини населени места, или се попишат во поедини општини. Од тука се наметнува прашањето на етничка припадност, опфатност, неопфатност или примена во попис или не. Бидејќи да, вие не може да се попишите на две места и не може да се пријави. Иако имате лично, вие сте државјани на Република Македонија. Тоа е факт. И сте присутни, ама во друга земја не сте овде. Вашата лична карта, пасош и ваш. Да не говориме пошироко колку имате и наши државјани и двојно државјанство, па ако се во земјава македонскиот пасош, ако се во странство швајцарскиот, италијанскиот и некој друг. Од тука е секогаш
во појавите и проблемите на дискусија било зашто повеќе државјани на Република Македонија има во избирачкиот список, отколку што се присутни во земјава. Меѓутоа, направен е чекор напред во избирачкиот список со вкрстување на податоци, како и што сака ме сега еден дел да се направи исто и за пописот, да се направат согледување анализи меѓу надлежни институции. Дали сте вие во Фондот за здравство плаќате придонеси во земјава, од земјава или од странство? Дали вие во Фондот за пензиско инвалидство постоите како таков или не? Во тие проби беше направено и обидот, меѓутоа остана неколку илјадници државјани кои што не беа регулирани и расчистени меѓу самите институции. Од тука велам дека многу е битно прашањето на функционирање на институциите во државава. Со меѓусебна соработка, вкрстување на податоци, со едновното нивно стручно и експертско согледување, водење регистри и евиденции за да се дојде до вкрстување и расчистување. Факт е да не говорам, сум говорил многу пати, што се има во избирачкиот список и кои проблеми се внатре. Но функцијата на избирачкиот список и пописот се далеку одвоени од себе. По законски основ, со вкрстување на податоци, може да се направи одредена паралела само дали има толку државјани на одредена возраст, меѓутоа тоа е пак население во земјава без оние во странство. Значи тие што се во странство, за жал, пак велам дека државава сигурно институционално сноси одредени слабости што нема доволна евиденција за нашите државјани што се во странство, а за тоа треба поголеми обврски на владата за да може сето тоа да се направи. Цивил медија